репликата и на укажаното колега. Се сложувам човечки да се сгреши и човечки да се признае, но овде имаме проблем со тенденцијата. Овде имаме проблем со концептот што е ново промовирано од оваа власт, ако помине, помине. Доколку тоа не беше така, немаше да имаме ваков буџет со овие ставки кои што драстично го намалуваат и ученичкиот стандард, и студентскиот стандард, и науката, и условите во кои што студентите живеат. Со оваа влада на СДСМ само и ДУИ, почитуван колега, не сте сведоци на активности кои што треба во зголема стандардот. Со оваа влада ние имаме ситуација, граѓаните се пречуваат каква се преживее, каква не се премрзне зимава, бидејќи имаме прогласено енергетска, имаме топлинска криза, имаме здравствена криза, имаме емигрантска криза. Оваа влада не нуди решенија, не произведува решенија. Оваа влада произведува и генерира проблеми. Затоа и рековме, нема проблем. Ако е системско решение, за системско решение до сега веќе требаше да имаме сериозни чекори, подготвителни проекции, планови, акцијски, не знам што, за нешто системски да се смени. Како што се кажува овде, системски нешто. Ние ќе правиме темелна реформа на целиот систем во образованието по однос на студентскиот стандард. Не сте ние сведоци на такво нешто, не беше ништо и кажано, нема такви најави, немало такви дискусии, ниту во Собраниево, ниту во Министерството, ниту во студентските домови, ниту во студентските сенати, ниту во јавноста не било отворени дискусија. Дошто прво, ако треба нешто да се направи како прв чекор, мерка, барем според мене, за нешто системско да се менува, се отвора дебата. Еве да направиме јавна расправа ако треба. Немате таква најава, немаше ништо. Имавме предлог на закон со кој што сметаа дека они ќе ги решат проблемите, а всушност генерира двојно повеќе, затоа се побунија студентите. Јас не верувам во капацитетите на оваа влада. До сега се што фатија запустија. Затоа и така го почнав говорот. Од она првично разобличено ќе, сега имаме нова форма, ако помине, помине. И тоа се повторува. Се повторува кај пензионерите, се повторува кај самохраните мајки, се повтори сега и кај студентите. Последните беа на среќа нешто погласни. Реагира и не дозволија таква неправда да им помине. Дека е лицемерно, лицемерно е. Не ќе да кажувам за буџетот повторно, но еве ме навлековте пак. 5,3 милиарди евра буџет ни се понесува. Во услови кога капиталните инвестиции не ги реализираат, ги кратат цело време, буџетскиот дефицит стои, имаме сомнителни тендери, скандали секој ден на телевизија. И ние во делот кај студентите кратиме серија на ставки. По ставките не ќе да ги редам. Можеме до рано наутро да дискутираме ако сакаме така. Не е целта да влечеме или да блокираме. Денеска ќе заврши расправата. И ние повторно ќе кажеме, ќе поддржиме било каква мерка што може да помогне на било која група категорија на граѓани. Но она што ќе останеме ние пократки, да направиме навистина мерка која што во овој момент барем ќе ги ублажи тешкотиите со кои што се соочуваат студентите. Не ги решава. Едноставно им овозможуваме за 160 денари да не изгубат нешто што веќе го имале. 30% инфлација на прехранбени, на 120 денари, 160 денари. Нема некоја филозофија. Не знам зошто сакате да насочите натаму дискусијата. И не е прв пат. По втор пат се обидуваме. И ќе продолжиме да се обидуваме. Доколку не успееме да допреме до нашите колеги од мнозинството, ќе тераме битка заедно со студентите и со другите форми на соработка што можеме со било кое здружение или унија или било што. Бидејќи граѓаните тоа го заслужуваат. Ситуацијата во државата не оди на подобро. Секој ден е се полоша. Ви благодарам.